Почитувана македонска јавност, денеска продолжуваме со хаосот кој што е направен во изминатиот период од страна на владеачкото мнозинство. Денеска повторно имаме точка на дневен ред со која што, како и изминатиот пат, имавме промена во датумот, некако им тргна со датумите на владеачкото мнозинство во изминатиот период, и ова се однесува и за Министерството за одбрана. Тука не сакам да упатувам критика кон Министерството за одбрана, затоа што очигледно е дека луѓето во Министерството за одбрана овој пат, за разлика од претходниот пат, си ја имаа завршено работата на време. На време има доставено предлог за испраќање на припадник во мисијата Алтеа. Меѓутоа, ова собрание, ова владеачко мнозинство не успеа во изминатиот период да донесе одлука за испраќање на овој припадник во мисијата. И ова се однесува и на следната точка од дневен ред. Имавме ситуација минатиот пат, ќе ве потсетам, каде што испративме војници, односно Министерството имаше испратено војници без одлука на ова собрание. Овој пат тоа се нема случено, затоа што очигледно поучени од минатото искуство, негативно искуство, овој пат тоа го немат направено. Ова владеачко мнозинство во текот на изминатиот период имаше можност да се произнесе за ставање на оваа точка на дневен ред, и тоа како прва. Се сеќавате, се уште бевме во на кристална сала горе, односно како и веќе да се нарекува, каде што точно предупредувавме, колешката Ане Лашковска точно предупреди оваа точка на дневен ред да се стави како број 1, затоа што може да се доведеме во ситуација да нашиве војници, односно нашиот представник во мисијата да не може да биде упатен, со што се нанесува сериозна штета и на имиджот, односно народниот углед на Република Македонија. Знаете, ако нешто веќе сте договориле претходно, а поради ваши внатрешни процедури тоа не сте успеале да го испочитувате, тука веќе паѓаме како држава. И тоа е за мене скандалозно, затоа што ова до сега се нема случено во Собранието на Република Македонија, откако ја следам јас оваа проблематика, до сега се нема случено вакво нешто. Денеска треба да гласаме, значи, за менување на рокот, односно на датумот, наместо во јуни, луѓето да бидат, односно човекот да биде испратен во јули. Еве го јули веќе завршува, па се надевам дека подготовките веќе имаат завршено во Министерството за одбрана. Како што реков, ова е продолжение на хаосот кој што го создава во владеачко мнозинство. Во текот на минатата недела, односно минатата седмица, имавте можност, вие како македонска јавност, да бидете сведоци на уште едно кукавичко се подметнато од владеачката коалиција. Ова се однесува на Законот за служба во армијата на Република Македонија, каде што јавно и јасно кажавме од оваа говорница дека ние како пратеничка група на ВМРО ДПМН и на опозицијата ќе дадеме поддршка, недвосмислена поддршка на предлог измените на Законот за служба во армијата, со кој што се решава статусот на луѓето кои што е 20-21 месец веќе не се поставени, значи поради пропуст во внатрешните процедури на Министерството за одбрана, еве 20 месеци луѓе чекаат да заминат во пензија, не може да бидат испратени поради законско решение. Закон со кој што се овозможува на војниците да добијат по 1000 евра од година за помината година во служба во армијата на Република Македонија. Закон со кој што се исправа една неправда кон пензионираните лица кои што имаат заминато под други услови и не заминале под овие услови како што заминуваат сегашните припадници. И токму овој закон, како што рековме, од тука дадовме јавна поддршка. Јас излегов на говорница, го кажав тоа. Кажавме дека на комисија нема да даваме амандмани, иако имаме забелешки. Значи, ова законско решение не е совршено. Иако имаме забелешки, рековме нема да даваме амандмани, имавме подготвени, меѓутоа се во интерес на што побрзо донесување на законот, дури јавноста беше сведок дека ниту земавме дискусија на таа комисија за одбрана, за да после во текот на денот видиме дека ова владеачко мнозинство не може да се состане и да оформи рум за седницата. Па после тоа имавме од еден колега пратеник, ќе го споменам со име и со презиме, Илија Николовски, кој што ја префрлаше топката токму кон опозицијата, кажувајќи дека ние како ВМРО ДПМН не сме обезбедиле кворум
за да се донесе законот за служба во армијата, односно предлог измените. Јас од оваа говорница јавно уште еднаш ќе кажам, немојте да мислите дека ВМРО ДПМНЕ ќе ви прави кворум. Ако сте владеачко мнозинство и ако имате слога помеѓу вас во коалицијата, обезбедете си кворум. Како што успеавте да обезбедите кворум тогаш кога ја предававте Македонија и кога го менувавте името, и сега кога гласавте против, односно за бугаризација на Македонија, кога гласавте македонскиот јазик да биде дијалект на бугарскиот, ќе ве молам, обезбедете си кворум и продолжете по точката на дневен ред, односно точката на дневен ред Закон за служба во армијата на Република Македонија. Не дофрлете од место, ако имате некои забелешки, повелете, земете реплика, тука сме, ќе одговориме, ќе подразјасниме некои работи. Па кој лаже ќе видиме, кој клевети и лаже, ќе си го прашате вашиот поранешен врховен командант. Понатаму, поврзано за хаосот, кој што јас цело време предупредувам што се случува во Министерството за одбрана, сакам да кажам дека еве денеска после 6,5 месеци, односно 7 месеци после нашето предупредување, конечно е пуштена во превоз линијата од Скопје до Велес за војниците, што е трагично. Да се чека толку време, значи војниците да немаат превоз. Поврзано со мисиите, една од точките која што и денеска е на дневен ред, сакам да предупредам дека ние имаме проблеми во проверките, како држава зборувам, безбедносните проверки на припадниците кои што се упатуваат во мисија. Минатиот пат од оваа говорница истакнав дека имаме лице кое што е осудувано, значи со судска пресуда, а е испратено на мировна мисија да ја представува нашата држава. Што мислам исто така дека е скандалозно. Сакам да повторам уште еднаш за состојбите кои што се во Министерството за одбрана, кои што се наследени, пак ќе речам, не ја обвинувам сегашната министерка за одбрана, апсолутно. Меѓутоа, со неоградувањето од нејзината претходничка, од почитуваната Радмила Шекеринска, очигледно е дека се продолжуваат овие исти состојби да се провлекуваат и да ја уназадуваат состојбата во Министерството за одбрана. Па така се продолжува со унапредување на партиски кадри, се продолжува со наградување парично на партиски кадри, кои што според мене е катастрофално, не треба да се дозволува напредување по таа линија, затоа што војската е униформирана и сите припадници треба да имаат еднакви шанси во напредувањето. За жал, во овој момент, од моментот на доаѓањето на Социјалдемократскиот сојуз на власт, нашата армија, односно нашата држава, генерално земено, е падната по воена моќ. Падната е по воена моќ. Во моментов сме 135-то место на глобалната листа на борбена моќ, односно на воена моќ. Значи, последни сме во НАТО. Последни. Тоа да не имаме заблуда. Предпоследни сме во Европа, што за мене е трагично, затоа што не се само НАТО мисиите, не се само мисиите на Европската унија, не се само мисиите на Обединетите нации, каде што ги испраќаме нашите припадници, туку имаме и уставни обврски кои што треба да ги реализираме како држава, односно како армија. Јас во изминатиот период и неколку пати предупредував дека имаме ситуација, односно состојби, каде што наши припадници, за жал, даваат заклетва на Република Македонија во униформи на кои што нема ознаки. И тука не мислам само на надписот Македонија, туку мислам и на ознаки кои што, значи, знамето не се носи, не се носат амблемите на единицата, што мислам дека е скандалозно и за овој случај не видам никаква одговорност некој да понесе во Министерството за одбрана. Овој континуитет на состојби кои што е предизвикан во Министерството за одбрана од лошото менеджирање, односно од лошото раководство, на овој континуитет треба да му се стави крај. Јас ја повикувам министерката за одбрана, се што треба, значи максимална поддршка ќе добие во овие процеси, затоа што одбраната е заедничка цел и заедничка должност на сите нас, без разлика од која политичка партија доаѓаме. И од тој аспект, и во контекст на денешнава точка на дневен ред, сакам да кажам дека оваа точка на дневен ред, без разлика што е дојдена како таква на дневен ред, ние како пратеничка група ќе ја поддржиме. Ви благодарам.